Добар ден, почитувани гледачи, го следите Дневникот на Телевизија Плюс. Почнуваме по кратките најави. Ке се воспостави ред во поставување угостителска опрема, информираше градоначалникот Дамјановски. Градоначалникот на Крива Паланка Алексовски даде отчет за сработеното во 2013 до 2017 година. Културно-уметничкото друштво Панче Пешев наскоро ќе започне со упис на нови членови. Ке се воспостави ред во поставувањето угостителска опрема и повеќе нема да има нелегално поставени столови и маси на јавните површини, информираше градоначалникот Зоран Дамјановски. Тој додаде дека е во тек процедура за уривање на опримата од кафулето на градскиот плоштад. Општината ќе го санкционира незаконското однесување на угостителските објекти, информираше првиот човек на Куманово Зоран Дамјановски. Тој објасни дека изминатиот период издале дозвола за уривање на незаконски поставената урбана опрема, која што неколку месеци стои во кафулето кое се наоѓаше на самиот градски плоштад, но дека сопственикот поднел приговор на решението и истото е во раце на второстепена комисија. Управната второстепена комисија трети месец не се изјаснува, нема никаква основа да не биде сушено, бидејќи тоа е тотално без дозвола, нема издадена дозвола, така да мислам дека ќе биде сушено, меѓутоа ние без да го добиеме второстепеното решение може да направиме постапка која ќе има и кривична одговорност, затоа чекаме, нема мучење на администрација 15 дена на жалост на ова прашање, така да секој ден што дојде ќе биде подигнато комплетно тоа ругло на градот и мислам дека одиме во таа насока да ги рачистиме тие. Што се однесува за новото кафуле кое што никна на градскиот плоштад, Дамјановски објаснува дека се работи за приватен дуќан кој има свој сопственик, а тие издале дозволи за столови и маси без поставување тенда. Значи запазена е во издавањето на дозвола за столови маси пролазот, сообраќајница и она што е од витален интерес во однос на комуникација на граѓаните. Несовесноста на евентуална на собственикот на кафулето и блокирање на пролазот ќе сноси казни од комуналната инспекција, прво парична, може и подигање на комуналната опрема. Општина Куманово во наредниот период ќе продолжи со отпочнување на постапки за дигање на дивопоставените трафики на тротоарите низ градот. Парк на бранители во среда ќе започне да се гради на паркингот пред градските базени и спортската сала, а таму освен хортикултурно уредување ќе бидат поставени спомен обележја на сите оние кои ги положиле животите за слободата на Куманово и Република Македонија. Во среда ќе отпочне изградба на паркот пред градскиот базен, паркот на бранителите, бидејќи таму ќе има место за поставување на спомен обележја за сите оние кои ги дале животите за Република Македонија во изминатиот период, информираше градоначалникот Зоран Дамјановски. Проектот ќе биде во соработка со неколкуте невладини организации, а токму таму ќе бидат поставени и спомен обележјата на 8 загинати припадници на безбедносните сили во терористичкиот чин кој се случи на 9 и 10 мај 2015 година во населбата Тоде Мендол, позната како Диво населје. За општина Крива Паланка изминатиот 4-годишен период беше успешен, а тоа го покажуваат реализираните проекти, истакна предавањето отчет градоначалникот Арсенчо Алексовски. Тој зборуваше за инфраструктурни проекти, здравството, образованието, социјалата, културата и слично. Крива Паланка повеќе не е истото место од пред 4 години, а уште помалку од пред 8 години. Секој кривопаланчанец може да ги види, користи и реално да ги почувствува бенефитите од реализираните проекти. Истакна градоначалникот на општина Крива Паланка Арсенчо Алексовски, давајќи отчет за сработеното во периодот 2013-2017 година. Алексовски информираше дека е задоволен од сработеното и нагласи дека било чест, но и голема обврска да се развој на сопствената општина. Во изминатите 4 години слободно можеме да кажеме дека Крива Паланка беше вистинско градилиште, представено преку изградба на капитални објекти, изградба и реконструкција на улици во градот, на приградски населби, локални патишта, водоводи, канализации, патеки и други објекти на територијата на општина Крива Паланка. Повеќето од наведените проекти беа предвидени со програмата и за локалните избори 2013-2017 година, но има голем број на проекти кои не беа предвидени во програмата, а по потреба и по барање на населението на Крива Паланка беа реализирани.
Алексовски зборуваше за изградбата на административниот деловен простор, новиот плоштад, Карпошово востание, велосипедските и пазарската патека, како и проектите за водоснабдување, канализација и регулации на речните корита. Тој изрази благодарност до Советот на општина Крива Паланка, администрацијата и претходната влада на Република Македонија за поддршката која што му ја давале изминатиот период. Посочи дека општината обрнала внимание и на уредување на парковите и нови зелени површини, но не ги заборавила и младите со изградба на 2 повеќенаменски спортски игралишта, реализација на релито Калин Камен, како и одржување на бројни надпревари. Во однос на здравствената заштита преку Министерството за здравство се реализираше проектот реновирање на здравствениот дом, уфатена е реконструкција на кровот, фасадата, реновирање на ургентните амбуланти, замена на подот и дрвенаријата или воопшто кажано подобрување на условите за испорака на здравствените услуги. Исто така да опремена е и лабораторијата, сето тоа е во вредност од 25 милиони денари. Извршивме реконструкција на барање на болницата, извршивме реконструкција на целата асфалтна површина која е во болницата, затоа што беше во катастрофална состојба и се проби нов пат, така да направивме една обиколница, се проби нов пат за излез од болницата. Осврнувајќи се на образованието, првиот човек на Крива Паланка нагласи дека општината продолжила да ги стипендира најдобрите средношколци и студенти. Додаде дека изминатиот период биле реконструирани неколку основни училишта, а како најзначаен проект го издвои новиот изглед на гимназијата Ѓорче Петров. Во гимназијата Ѓорче Петров навистина би сакал да кажам дека ова е направено ремек дело. Сите оние кои не биле во гимназијата, еве ги повикнам да поминат, да видат што е, да се посетат како било кога биле тие, како е сега. Направени се многу големи захвати, направена е нова кровна конструкција, термофасада, целосно е реновирана спортската сала, тоалетите и ходниците и самите кабинети на одредени наставници се опремени со соодветни потребни научни помагала, реквизити. Во останатите училници се поставени компјутери за секој ученик. Сите овие работи се завршени во фаза обезбедување на средства од самото училиште. За ова работа училиштето беше наградено со 8 октомвриска награда и сметам дека е пример за добро и домаќинско работење. Направивме голем број состаноци, работилници, со наставниот кадар со учениците. Имав денови да учениците го прашуваат градоначалникот за одредени проекти, за одредени предлози што сакат да биде и која навистина нешто беше за пофалба и интересни беа предлозите на самите ученици кои ги даваат. Секоја година на правечињата им посакуваме добре дојде со скромен подарок од страна на општината. Општината изминатиот период поддржала и голем број на културни проекти и манифестации, како рок фестивалот Џојфест, меѓународниот театарски, како и фолклорен фестивал Свети Јоаким Осоговски, ликовната колонија, Баскер фестот, Осоговска староградска вечер и уште многу други. Катар објави дека ги укинува визите за државјаните на 80 земји со цел развој на туризмот и авиосообраќајот од луката Влегова во сила веднаш. Граѓаните на 33 држави ќе може да останат во Катар 180 дена без виза, а од другите 47 држави ќе можат да останат во земјата 30 дена. На листата со држави се Велика Британија, Соединетите Американски држави, Канада, Индија, Јужна Африка, Сешелите, Австралија и Нов Зеланд, но и Македонија. На списокот се и земји членки на Шенген просторот, како и други западни латиноамерикански и азиски држави. На странците за влез во земјите од Персискиот залив најчесто им е неопходна виза која се издава под строги критериуми. Сите млади кои се заинтересирани за македонскиот фолклор и традиција да дојдат и да не се придружат, повика од културно-уметничкото друштво Панче Пешев, кој минатата година одбележа 90 години постоење. Уписот ќе започне во септември. Културно-уметничкото друштво Панче Пешев наредниот месец ќе започне со упис на нови членови. Љубителите на фолклорот ќе можат да се запишат во друштвото без оглед на возраста. Председателот на друштвото Мирослав Крстевски упати апел до младите кои сакаат да го изучуваат македонскиот фолклор и да го презентираат во државата и надвор од неа да станат дел од нивната голема екипа. Верувам дека секој дете би посакало да биде дел од екипава која што ја
водевме сега во Варна, а така и на сите фестивали каде што одиме, дружење до крајни граници, задоволување на децата, зближување со други култури, со други членови, и мислам дека секој дете би сакало да дојде. Затоа ги поканувам во текот на септември месец, а може би да нема конкурс, слободно да се јават, да се запишат. Од септември почнуваме макотрпна работа за зголемување на репертоарот и за настапи на многу поголеми фестивали во светот, бидејќи, да ви кажам право, дека имаме многу понуди, меѓутоа финансиски навистина сме слаби. Јас се верувам дека и државата и општината ќе смогнат снаги, ќе го видат брендот што го имат на македонскиот фолклор во Куманово, Кут Панче Пешев, кој прослави 90 години минатата година, дека односот ќе го изменат и навистина ќе бидеме прави презентери на македонската култура и фолклор во Република Македонија, надвор и во светот. Годинава културно-уметничкото друштво Панче Пешев настапи на неколку фестивали во државата, но и надвор од неа. Ние имаме неколку групи, имаме помали деца, значи од 5 одделение, 6, 7, 8, тие се најинтересни, бидејќи тоа е возраст кога децата малку повеќе разбират и сакат да научат нешто. И веќе во прва година, втора година ги вклучуваме во прва постава, каде што можат да почнат да научат да играат и да презентираат оно што ќе го научат. Меѓутоа има и помали деца, значи до 5 одделение, 2, 3, 4 помала група, тоа е расадник за втората група. Од друштвото информираа дека за средината на септември е планиран концерт пред Центарот за култура. Покрај членовите на Панче Пешев, кумановци ќе имаат можност да го проследат и настапот на културно-уметничкото друштво Косовски Божур од Косовска Митровица. По концертот е планиран настап и во Старо Нагоричане. На 17 декември 1999 година во својата резолуција 54/120 Генералното собрание на Обединетите нации ја поддржа препораката од Светската конференција за министрите одговорни за младите 12 август да биде прогласен за Меѓународен ден на младите. Темата на Меѓународниот ден на младите за 2017 година е Младите за градење на мирот, која е посветена на славењето на придонесот на младите луѓе во спречувањето и трансформацијата на конфликтите, како и вклучувањето, социјалната правда и одржливиот мир. Агендата за одржлив развој од 2003 година, посветена на негувањето на мирни и инклузивни општества, потврди дека одржливиот развој не може да се реализира без мир и безбедност. Светската програма за акција за младите, која обезбедува рамка на политики и практични насоки за подобрување на состојбата на младите, исто така потикнува промовирање на активно вклучување на младите во одржувањето на мирот и безбедноста. Времето денеска во Куманово беше сончево со услови за облачност во попладените часови, а дуваше југозападен ветер. Максималната температура изнесуваше 36 степени, а минималната 15. За утре метеоролозите најавуваат променливо време со услови за дожд, а ќе дува северозападен ветер. Дневната температура ќе достигне до 21 степен, додека утринската ќе се намали до 14 степени Целзиусови. Со оваа информација го завршуваме денешното издание на Дневникот. Ви посакувам пријатен викенд.